Сега ќе продолжиме со нашето проучување за Божијето царство. Колку за почеток, бидејќи денес ја проучувавме меѓу другото и 12-та глава од Откровението, по библиската полука, би сакал да го прочитам уште еднаш стихот кој што се однесува на Христа, значи на синот, на ова жена облечена во сонце. Четвртиот стих вели во вториот дел, значи Откровение 12 глава, четвртиот стих во вториот дел вели: Змевот застана пред жената, која сакаше да роди, та кога ќе роди, да го изеде детето неизино. Инаку, бидејќи трајчем не беше предпладнево, сакаме да го повторам за него третиот стих, за да знае од каде потекнува насловот на еден негов омилен филм. Потоа се јави друг знак на небото, ете голем црвен змеј, црвениот змеј, да знаеш од каде потекнува, од каде е земен тој наслов, со 7 глави и 10 рогови, а на главите негови 7 круни. И се овој змев сакаше да го изеде детето што жената ќе го роди. Патем речено, предпладно не се докажав зошто оваа жена не е Дева Марија лично, како личност. Иако множина ќе побрзаат и множина така толкуваат, дека таа е опишена со овие зборови. Затоа што нема логика, значи, ова се пророчки символи. Значи, змевот е пророчки символ, значи, не постоел диносаурус во времето, во првиот век, кој што чекал пред шталата каде што Марија ќе се породи, за да го изеде детето нејзино. Значи, тоа не се реални слики, туку се символични слики. Друго, подоцна кога читаме во истата оваа глава, што се обиде да направи змевот со жената исто така, пример во 13 стих, во вториот дел од главата. А кога виде змевот дека е фрлен на земјата, после таа голема војна, и почна да ја гони жената што го беше родила машкото дете. И што вели понатаму? И се дадоа на жената 2 крилја, гледате како се нема логика тоа да се применува на некоја конкретна реална личност, како што е Христовата мајка, и како крилја голем орел, за да одлета во пустињата на своето место, каде ќе се храни време, 2 времења и половина време. Вакво нешто во животот на Дева Марија не постои. Ниту буквално, ниту било како да ги толкуваме тие времења. Далеку од лицето на змијата. Па змијата од устата своја испушти по жената вода како река, за да ја повлече со реката, но земјата и помогна и така натаму, и така натаму. Ова се само символи и се однесуваат на Божјата црква. Да се вратиме, значи, кај 4 стих, каде што читавме, дека змевот сакаше да го изеде детето нејзино штом ќе се роди. 5 стих вели, и таа роди машко дете. И што? Машко дете кој ќе ги пасе сите народи со железен жезол. На кого се однесуваат овие зборови? Што значи зборот жезол? На што асоцира? На царство. Да. Палка владетелска, како се нарекува, таму во битие. Жезолот е символ на цар. Христос е најавен и тука како цар. Подоцна ќе видиме 19 глава веќе, кога е опишан како доаѓа на чело на небесните војски, како цар на царевите и Господ на господарите да изврши инвазија врз овој свет и да го ослободи Божиот народ запечатените и
починатите во верата од сите векови преку воскресение за живот вечен. И детето нејзино беше грабнато и однесено кај Бога и неговиот престол. 6 стих понатаму вели: а жената побегна во пустина, исто така нема врска ова со личноста на Дева Марија, никоја што побегнала во пустина. Че се работи за црквата Божја, која што побегна во пустина, каде што имаше приготвено место од Бога за да ја хранат таму 1260 дена. Потоа ја проучувавме големата војна што изби на небото, Михаел или Михаил, според овој превод, и неговите ангели војуваа против змевот, а змевот и неговите ангели војуваа против нив, но беа поразени и за нив веќе не се најде место на небото. За ова се сеќавате, неодамно проучувавме, кога се постави прашањето што значи ќе одам и ќе ви приготвам место. Кога Христос им рече на своите ученици во Јован 14 глава. И 9 стих вели: и беше исфрлен големиот змев, старата змија, наречена ѓавол и сатана, која ја мами целата вселена, беше соборен на земјата и заедно со него, или со неа, велито, се мисли на змијата, и ангелите неизини беа исфрлени. Сега, после овој пораз, кога ѓаволот и неговите ангели беа фрлени на земјата, што значи тоа? Тоа значи дека после крстот само на земјата можат да роварат. Повеќе немаат образ да се појават никаде на друго место во вселената. Разобличени се пред целата вселена, разобличени се како Божји непријатели, разобличени се како бунтовници, како грешници, како оние кои што немаат право. И апостол Павле вели во Колосјаните, 2 глава, ако се сеќавате 15 стих, дека Христос ги изложи на презир јавно. Со други зборови, апостол Павле тука зема една слика од тогашниот начин на прославување на воена победа од страна на римските генерали или цареви, така да речениот триумф, каде што генералот или царот со кола, бојна кола, јава на чело на колоната, а позади него се негови војници и на крај ги влечат врзани со синџери и со окови воените заробеници од таа битка, да речеме. На крстот Христос, благодарам, Христос извојувал таква победа што карактерот на сатаната и неговите ангели бил за секогаш разобличен и повеќе тие не можат да се појават никаде на небото. Никаде, немаат образ да се појават никаде. Не можат никого повеќе таму да лажат. Никого повеќе таму не можат да измамат. Никого повеќе таму не можат да го заведат на страната на гревот и во бунт против небесното величество. И сега, интересно е каков восклик настанал на небото, откако беше исфрлен ѓаволот, односно старава змија на земјата. 10 стих што ни кажува? И чув висок глас на небото како зборува. Што зборува? Сега настана спасението и силата и уште што? И царството на нашиот Бог и власта на неговиот Христос. Бидејќи е симнат клеветникот на браќата наши, кој ги клеветеше пред нашиот Бог дење и ноќе.
Значи, со Христовата победа на крстот, покрај сето друго што тој го постигна со неа, го стекна и правото да стане цар, да се зацари. И затоа пишува апостол Павле поконкретно во првото послание до Коринтијаните 15 глава, еден текст што исто така неодамно го читавме. Ке го читаме и повторно, кога ќе ја проучуваме темата на царството во Новиот Завет, но почнувајќи од денес, ќе размислуваме малку за царството, каде се корените на царството, уште во Стариот Завет. И на тој начин ќе се обидеме постепено да одговориме на прашањето, секоја сабота ќе го одговараме, прашањето што го поставив уште пред 2-3 седмици, а тоа е, зошто Господ себе си се представува како цар во Светото Писмо? Зошто ја користи таа именка што асоцира на држава, државност, сувереност, цар? Од кога потекнува поимот царство како Божие царство во Светото Писмо? Прво да се подсетиме на друго прашање што ви имав поставено, а тоа е, од каде потекнува именката цар? Значи, дали досега успеа да откриеш? Уште не. Зарем е тоа толку тешко, а? Што мислите? Дали некој друг случајно проучувал, барем се од денешниве технички помагала, од каде потекнува именката цар? Што значи во коренот таа именка, тој збор цар? Баш ми те се изгуглајте го, сакам да видам дали може да најдете. Еве, следите 2 минути. Ке почекам. Баш ме интересира дали некој извор пред јас да кажа, што ќе кажат некои извори на кои што електронски ќе се обратите за помош. Цар. Мора да има некој што ќе каже. Да, точно. Именката цар е скратена верзија од името Цезар. Од таму потекнува. Бидејќи цар го користат сите словенски народи како именка, цар е скратена верзија од Цезар. Така настанало. Значи, скратиле 2 букви. И од Цезар станало цар. Од каде потекнува германската титула Кајзер? Исто така од Цезар. Бидејќи изговорот Цезар е од средниот век. Од, како што јас го нарекувам, папо-латинскиот јазик. Папскиот јазик. Кога се вовела во употреба, значи, буквата Ц, некако буква како глас. Инаку, во античко време, буквата Ц на латиница секогаш се изговарала како К. Затоа Македонија на латински се пишува со Ц, ама не се изговарала Macedonија, туку Македонија, како што ја изговарале тогашните жители на овој простор. Цезар, во негово време, значи, и воопшто во античко време, тоа име не се изговарало така, значи тој изговор настанал дури во средниот век, откако се вовел гласот Ц во латинскиот јазик, туку како се изговарало, што мисли? Како?
Не, исто така да е, не романски. Тоа е, и чето е, значи, од подоцна. Каесар. Како што се пишува? Многу просто. Каесар, во еден учебник по латински јазик, кога беше Милисав трета година средно, во Јосип Брос, го пишува Кајсар со Ја. Се едно, Каесар. Значи, именката цар потекнува од личното име, кое што било царско име, односно станало династичко име на Гај Јулиус Каесар. Гајус, поточно. Гај Јулије Цезар. И од август па натаму, сите си го додавале тоа име на својата титула, не само затоа што потекнувале од него лично или имале некаква роднинска врска со овој некогашен римски генерал, туку станало по традиција и титула. Од лично семејно име станало титула. Замислете. И така било наследено во многу народи, подоцна, па од таму потекнува и именката цар. А што мисле, од каде потекнува именката крал? Баш ме интересира, имате ли некој извор за ова прашање? Крал. Како? Оба ти прочитай ли? А добро, како превод, точно. Да меѓутоа, самата именка крал, еднаш е македонскиот збор крал, од каде потекнува? Некако превод од некој друг збор, туку крал, зашо крал? Како што рековме, цар, со скратување од Цезар. Некој извор кажува нешто? Како? Како? А, добро, тоа е објаснување што значи кралот во ред. А самата именка, етимолошки, зборот крал. Зошто крал? И ова настанало, и ова потекнува од лично име на еден владател потекнува. Шах персиската титула, така. Тоа е друго. Шах. Крал. Како? А, краде. Мислиш, од крал потекнува од крадење. Интересен обид. Прв пат го слушам ова. Да. Добро. И тоа значи германското име Карл. Со проблема, со пермутација на тие две букви, место да речете Карл, изгледа потешко било да изговорат Карл, и рекле, наши предци рекле крал, полесно е крал. Од Карл Велики или Шарламањ. Значи сега има да каже што значи името, како германско име и англиски, нели, Чарлс, француски е Шарл, на германски е Карл, и од него потекнува именката крал. Еврејскиот јазик за овој поим, значи наследен монарх, крал или цар, користи само една именка. Значи на еврејски крал или цар се вика само со една именка, која што се користи и во Светото писмо насекаде, а тоа е која именка? Именката Мелек, Хамелек, значи кралот,
или царот Мелхиседек, тоа Мелхи, првиот дел од зборот, доаѓа од Мелек, што значи крал. А вториот дел, Седек, значи свештеник. И зашто е Мелхиседек така наречен? Затоа што бил и цар, и свештеник. А ако читате во Мојсеевиот закон, Господ ги раздвоил тие две функции. Свештеникот не можел да биде цар, че левитите не можеле да вршат политичка функција, тие требало да вршат, да се занимават само со светите работи, само свештеничка функција. А царот што не смел да биде? Пример, Саул не смел да биде свештеник. И кога Саул се дрзна да тој да принесе жртва, бидејќи го фати паника, филистејците напаѓаат, а Самуил се уште не дошол и се дрзна он да ја принесе жртвата, со тоа направил голем греф. Царот не смел да биде свештеник, свештеникот не смел да биде цар. Но Мелхиседек бил и едното и другото. И цар, и свештеник. Оној што апостол Павле го нарекува поголем од Авраама, поголем од Левија, значи поголем од предокот на сите израелски свештеници од левитското колено. Зошто? Зошто Мелхиседек бил и цар, и свештеник? Каде се споменува Мелхиседек? Се разбира, не мислам на посланието на евреите, туку прв пат во Библијата, во Стариот Завет. Да, каде е тоа? Која е главата? 14, точно. Мелхиседек прв пат се споменува во 14-та глава од Библијата. Или Битие 14-та глава. И сега во Библијата можеме да зборуваме за тоа кога првпат настануваат држави воопшто, па со тоа и кралеви и цареви, например и Нимрод бил цар, основачот на Вавилон. Уште во 5 глава Битие читаме дека Каин, значи роди син кој што му даде име Енох, и на Каиновиот син се викал Енох, но тоа не е Енох патриархот, седмиот од Адама. И му созидал град, што го нарече според името на неговиот син Енох. И се поставува прашање, зашто Каин зидал град во време кога земјата се уште не била многу населена и во време кога Господ рекол, значи, да се населува целата планета, а не да се концентрираат луѓето на едно место и да живеат во град. И истото се случува и после потопот со Нимрод. Божја волја не било никогаш неговиот народ да живее во градови, а тоа значи никогаш не било Божја волја неговиот народ да биде поданик на некоја земска држава. Никогаш. И старите патриарси не биле поданици на ниту една држава. Значи, Аврам со сиот свој дом беше суверен. Значи, не бил поданик на никоја држава во околината, каде што се наоѓал. И сите претходни патриарси, само синовите на Каин пред потопот и потомците на Нимрод се тие што ги правеле првите држави и затоа што ги зидале првите градови. Тие се тие што први се бунтувале против Божјата заповед да луѓето да се шират и да ја населат планетата. Значи, од Адам и Ева, Господ планирал неговиот народ да се множи и да се шири по површината на земјата. Земја има колку сакаш, значи секое ново семејство, сите нови потомци да се шират и да живеат во природа, да обработуваат земја. И Елена Вајд ги нарекува Адам и Ева и сите тие кои што имаат земја и живеат од плодовите
на земјата ги нарекува кралеви и кралици. Зошто? Затоа што имаш земја и имаш суверенитет. Како семејство имаш суверенитет. Државата не ти може ништо што е против твоите природни права. Државите затоа не сакаат таков народ. Народ кој што има суверенитет, кој што има земја, кој што е вооружен, секој семејство си го има оружјето кај себе. Ниту една држава не сака таков народ. Туку сакаат луѓе без земја, луѓе натрупани во градови, луѓе кои што ќе работат за други газди, а не самите за себе. И луѓе кои што ќе немаат суверенитет и кои што ќе бидат лесен плен за било која власт да манипулира со нив и да ги гази нивните права. Израел, кога Господ го основал Израел, дали сакал израелците да живеат по градови и да имаат цар? Читаме дека целата земја била поделена, целата земја откако ја освоиле, ветерената земја била поделена на сите 12 племиња и во секоје племе, територијата на секоје племе била поделена на сите фамилии, на сите семејства. Секоје семејство во Израел имало земја. Господ сакал секој израелец да биде крал и кралица. Секоје семејство да има свој економски суверенитет. И како што пишува на едно место, секој израелец се одмараше под својата смоква, под својата лозница. Не му требаше ништо повеќе. Но едно време израелците не сакаа повеќе да живеат така, да си бидат своји газди на своето, туку сакаа да станат робови и поданици на некој друг, што ќе владее над нив. Ке дојдеме до таму друг пат, а сега сме кај Мелхиседек. Зошто па Мелхиседек е цар? Ако државите и првите царства или кралства почнуваат со неверниците, со каиновците пред потопот или со нимродовците после потопот. Додека Божиот народ си живеел надвор во природа, од дедо Ное, сите верни потомци, надвор во природа, секој со своја земја, со свој добиток, со својот економски суверенитет, кај што не зависи од другите. Особено не зависи од некоја расипана власт, како што е тоа денес случај. Во 40 глава читаме за многу цареви, значи од Месопотамија или од Шинар, како што се нарекувала на еврејски Месопотамија, или во превод Меѓуречието, помеѓу двете реки Еуфрат и Тигар, целата таа плодна земја некогаш, а сега пустина. Како овие месопотамски или шинарски цареви ги нападнале западните земји, меѓу кои и Содом и Гомор, ги ограбиле, ги освоиле, ги оплячкале и поведоа и заробеници, меѓу нив и Лот, внукот Авраамов, во 12 стих, читаме, кој живееше во Содом, и имотот негов и си отидоа. Лот веќе живеел во Содом. Веќе си живеел во град, и тоа во многу расипан град. Сличен на денешните западноевропски и западноамерикански градови. Холандски, например, и калифорнијски. Иако не се само тие. Лот веќе живеел во Содом. И, како последица на својот неразумен избор да живее во Содом, а на Аврам му ги препуштил, што? Природата, ридовите, полињата, а тој посакал во Содом. Како последица на својот неразумен избор, паднал во заробеништво, во воено заробеништво, станал плен
на овие месопотамски цареви од исток. Потоа 13 стих вели, а еден од оние што се беа избавиле, значи што се спасиле да не станат пленици или заробеници, дојде и му јави на евреинот Аврам, овде прв пат се нарекува Аврам Евреин, и прв пат се споменува името Евреин во Библијата, на ова место, кој тогаш живееше кај светите дрвја, ова ви кажав мијатата сабота, и Борче да не спомена во проповета, мамрискиот Даб, тоа е малку подоцна, каде што Аврам беше посетен од господовите ангели во 18 глава. Но сега се споменува прв пат, светите дрвја кај Мамре, а Мамре Амореецот, значи целата таа земја се бил наречена според Мамре Амореецот, со браќата Ешкол и Анер беа Аврамови сојузници. Чекате, Аврам бил суверен на целиот свој имот, на целото своје домакинство, каде што имал колку слуги. Ке прочитаме подоцна. Аврам не бил поданик на некој друг цар, на паганските цареви, да речеме, или со тоа на некоја паганска држава во околината. Тој самиот, по Божја волја, самиот со целиот свој имот, со сите своји слуги, со сето своје семејство, бил суверен. Голем газда, како што велеше еден сега покоен албанец од село Глумово, кога на времето разговарав со него околу Аврам и околу религијата воопшто. А кога чува Аврам дека е заробен неговиот внук, ги вооружа слугите своји 318. Ова се само млади слуги негови, кои што биле на возраст и во способност да војуваат, кои што се родија во неговата куќа и тргнаа во потера се до Дан, на север, значи од Палестина, на север и од Галилеја. Тоа не дека имал само 318 слуги, имал многу повеќе. Но ова биле само они што се родиле во неговиот дом и кои што биле на возраст веќе стасани да можат да војуваат. Значи, Аврам имал цела војска со себе. Во неговото домакинство тој бил што? Крал или цар. Имал цела војска со себе. Дори бил во коалиција со некои други, како што прочитавме, Мамре Амореецот, со неговите браќа Ешкол и Анер беа Аврамови сојузници. 15 стих вели, тука, значи, во Дан ги распореди своите слуги и удри на нив ноќе и ги разби. И ги гонеше до Хова, вели овој превод, кој е северно од Дамаск, видите колку северно. И го поврати сиот имот и Лот, внукот свој, со имотот негов, и жените, и народот, замислете. Сето ова Аврам го направил со Божји благослов само со своите слуги, со своите војници, така да речем, од неговиот дом. А царот Содомски му излезе во пресред, кога се враќаше, откако го разби Кедорлаомер, значи овој водачот на месопотамските цареви, и царевите што беа со него, во долината Шаве, која е сега долина на царевите. И Мелхиседек, чиј цар? Салимски, што значи тоа? Или овој превод вели Шалемски. Да, местото каде што денес се наоѓа Ерусалим и каде што подоцна бил изграден, се нарекувало така, само Шалем или Салим. Значи, и било и тогаш град, само не бил еврејски град. И негов цар бил Мелхиседек. Ништо повеќе не се кажува за овој човек. Кој бил, што бил, од каде бил. Освен само ова, дека тој изнесе леп и вино
нешто што многу подсетува на светата вечера, на новозаветен обред. Не изнесе стока говеда, ајде да колиме сега и да се веселиме, или да принесуваме крвна жртва, старозаветен обред, туку изнесе леп и вино, а тој беше свештеник на Севишниот Бог. Освен тоа, дека тој цар Салимски беше свештеник на Севишниот Бог, ништо повеќе не се кажува за него. Но ова е првото место, значи заедно со Аврам, ако не се смета Аврам и предходните патриарси, кои што биле верни на Бога, кои што уживале свој економски суверенитет, секој на својот имот во своето домакинство, Мелхиседек е првата личност во Библијата која што била верна на Севишниот Бог, која што дури била свештеник на Севишниот Бог, а која што е наречена цар. Не читаме за Аврам титулата цар, нека Аврам бил цар. Не читаме формално да се каже дека Аврам бил крал или цар, дека Ноe бил крал или цар, или било кој од предходните патриарси. Овој Божи човек е првиот кој што во Библијата е наречен цар, затоа што е цар, бил цар на местото, на тој град, значи на Шалем, на Салим, градот кој што подосна ќе се нарече Јерушалаим или Ерусалим, кој ќе стане израелски, дури во времето на цар Давид ќе стане израелски, замислите. Ерусалим долго време, откако израелците се населија во ветената земја, не бил еврејски. Дури ниту во времето на Саул не бил под власта на Израел. Дури во времето на Давид, Шалем, Салим, станува еврејски град и станува престолнина на Божиот народ, на Божијата теократија во Стариот Завет, Господовата држава во Стариот Завет, на чие што чело тогаш се наоѓал по Божји избор царот Давид и по негов благослов и помазание. Но прв цар на тоа место е споменат Мелхиседек, кој што бил и свештеник на Севишниот Бог. Зошто ништо повеќе не се кажува за овој човек, според апостол Павле? Зошто Библијата намерно ништо повеќе не ни кажува за овој човек? Кој бил, што бил, од каде бил, чив бил, кои се неговите предци? Ништо повеќе не ни се кажува за него. Само тие две работи. Беше цар, беше свештеник на Севишниот Бог и нешто што е многу новозаветно, изнесе лепи вино, а не крвни жртви. Ке одговориме на прашање со зборовите на апостол Павле во посланието до евреите, 7 глава, каде што во врска со Христа е речено дека иако Христос, нашиот Господ, 14 стих, евреите 7 глава, произлезе од Јуда, а не од Левии, од свештеничкото племе, а за свештенството на ова колено, значи на Јуда, Мојсей ништо не рекол. 15 стих пријател продолжува и вели: и уште појасно станува тоа, кога се воздига слично на Мелхиседек друг свештеник. Инако за Мелхиседек се зборува уште од првиот стих од оваа глава. Пример, Евреите 7.1. Тој Мелхиседек беше цар Салимски, бејќи го споменува и во 20 стих од 6 глава, кога вели дека Христос влезе за нас во небесното светилиште, откако стана вечен првосвештеник по чинот Мелхиседеков. И сега цела 7 глава објаснува што значи да се биде свештеник по чинот Мелхиседеков. Да отидеме повторно кај 15 стих. И уште појасно станува тоа кога се воздига слично
на Мелхиседек друг свештеник, кој станал таков не по силата на телесна заповед, туку по силата на вечниот живот, зашто се посведочи, цитат од Псалмот 110.4, ти си вечен свештеник по чинот на Мелхиседек. А пак одменувањето на поранешната заповед, според која свештенството требаше да произлегува од левитското племе, се изврши, значи таа заповед е променета, се изврши поради тоа што таа беше слаба и бесполезна, зашто законот ништо не доведува до совршенство, а се воведе подобра надеж преку која се приближуваме до Бога. Тоа беше потврдено со заклетва, зашто оние кои беа станале свештеници без заклетва, значи левитите, а тој со заклетва преку оној кој му рече се закол на Господ и нема да се раскае, ти си вечен свештеник по чинот Мелхиседеков. Затоа Исус стана залог на толку подобар завет, а тие беа многу свештеници, зашто смртта не им даваше да остане само еден, а тој пак, Исус, бидејќи живее вечно, има свештенство што нема да мине на друг. Значи нема тука папи, нема тука место за некакви наследници Христови, почнувајќи со Свети Петар, наводно, па до Хорхе Берголјо од Розарио, Аргентина. Христовото свештенство е вечно свештенство, нема да премине на некој друг. Христос повеќе не умира и затоа не може да биде некој наследник на Христовото првосвештенство. Понатаму вели, затоа тој и може за вечно, постојано, да ги спаси оние што преку него доаѓаат кон Бога, бидејќи е секогаш жив, за да се моли за нив. Таков првосвештеник и ни требаше, свет, непорочен, неосквернет, одвоен од грешниците и возвишен над небесата, кој нема потреба како и другите првосвештеници, секојдневно да принесува жртва прво за гревовите своји, а потоа за оние на народот, бидејќи тој го изврши тоа еднаш за секогаш, откако самиот себе се принесе како жртва. Зашто законот за првосвештеници поставува луѓе што се немокни, а словото на клетвата, Божјата заклетва, што е после законот, синот, е вечно совршен. Се поставя прашањето, зашто Христос како првосвештеник е наречен свештеник по чинот Мелхиседеков? Иако сега не зборуваме за свештенството како тема, туку зборуваме за царството, сепак Мелхиседек беше и цар и свештеник. Зошто е наречен Христос првосвештеник според чинот Мелхиседеков? Токму така. Значи, затоа што Мелхиседек е токму затоа намерно некој, ако се вратиме сега на почетокот од 7 глава, ќе прочитаме првите 3 стиха. Тој Мелхиседек беше цар Салимски, свештеник на Севишниот Бог, кој го пресретна Авраам кога се враќаше од борбата со царевите и го благослови. Кому и Авраам му даде 10 од се. Значи, знаете, сите тие плячки, сите тој плен, што Авраам го повратил после својата победа над царевите, од сиот тој плен, Авраам му даде 10 на Мелхиседек. Зошто му даде 10? Затоа што Мелхиседек беше цар? Не. Што е битен царот Салимски, побитен од царот Содомски или од другите цареви. Туку затоа што Мелхиседек беше свештеник на Севишниот Бог, затоа му даде 10. И сега сака да каже, ако Авраам му даде 10, и кој по значењето на името негово, значи Мелхиседек, е прво цар на правдата, а потоа и цар на Салим, односно цар на мирот, без татко, без мајка, без род, немаше ниту почеток над дите, ниту крај на животот, и по таков начин е подобен на Синот Божиј и останува вечен свештеник. Гледате ли колку е голем 4 стих? Оној кому прататкото Авраам му даде 10 од најдобриот плен.
И понатаму сака да каже, штом Авраам му дал десеток на Мелхиседек, тоа сите потомци Авраамови, со се Леви, со се левитското свештенство, со се Мојсей и Арон, биле во бедрата Авраамови, кога Авраам му дал десеток на Мелхиседек. Значи Мелхиседек е поголем од Мојсей, од Арон, од левитите, затоа што е поголем од Авраам. И не само тоа, ништо не се кажува повеќе за него во Битие 14 глава, затоа што требал да биде токму тоа, требало да биде слика или предслика на Исуса Христа, кој што е вечен Господ по својата природа, по своето потекло. А не некој кој што има временски почеток и крај, како земските цареви и земските свештеници. Само Мелхиседек бил и цар и свештеник, Господ ја го забранил соединувањето на овие две функции во една личност, секогаш понатаму, се до кога? Кога повторно, после Мелхиседек, Господ дозволува некој да биде и цар и свештеник истовремено. Се до Исуса Христа. Значи, од Мелхиседек се до Исуса Христа, Господ забранувал една иста личност да биде и цар и свештеник во неговиот народ. Но Исус Христос е првиот нареден, значи, после Мелхиседек, кој што е и цар и свештеник, според Новиот Завет, односно првосвештеник. Првосвештеник и тоа според чинот Мелхиседеков. Значи, поимот на царството, можеме да речеме дека започнува со Мелхиседек, бидејќи тој е и свештеник на Севишниот Бог, а истовремено бил цар. И тоа не случајно, токму на она место кое што подоцна станува престолнината на Божиот народ. И до ден денес престанува местото околу кое што се вртат сите политички настани во светот. Единствениот град, кој што е свето место на три најголеми светски религии, единствениот град околу кој се војувало и се леело крв повеќе од за било кој друг и од било кој друг, град кој што бил разорнуван и срамнуван со земја повеќе од 10 пати во неговата историја, до темел, и повторно се градал, и повторно се дзидал. И еве го до ден денешен стои и повторно е што? Повторно е место на конфликт, на борби, на крвопролевање, а не на мир. Зошто? Затоа што треба да го признае царот на мирот. Треба да седне во него царот на мирот, за да биде тоа. Но Ерусалим не сакаше. Не сакаше и затоа не сакаше да си го прифати својот цар, проречен уште од Захарија, дека ќе влезе во градот јавајки на магаре, на кое што никој не јавал, на ослице кое што никој претходно не ја јавнал, или на девствено магаре, така да го наречеме. Но, наместо тоа, Ерусалим не го призна својот цар, току што посака? Освен Божијата, значи, наместо Божијата теократија, Божиот син да биде и цар и свештеник, негов, како што е по Божиот поредок, што посака Ерусалим и евреите? По предлог на Пилат, посакаа демократија и демократски избор на Варава и од тогаш наваму сите бараби кои што се наоѓаат на чело на демократиите. Сите нерани мајковци до овие наши министри во ова последно време, во било која земја, било која држава, каде што владее неправда, неморал, корупција и секаква расипаност. Но на ова земско царство му доаѓа крај. За жал, јас го пречекуваш и крајот на нашето богослужение. Или за среќа, не знам.
Ако се брзавте, за жал, а ако бевте благословени, за среќа. Тука ќе прекинеме и ако даде Господ живот и здравие, ќе продолжиме понатаму со темата за господовата држава, теократијата или Божието царство. Нека му е фала и слава вечно. Амин.